Имаме писмени докази за финансиски криминал и јавноста ќе ги види ако Сулеман Реджепи не ја напушти ИВЗ, вели за Алфа Скендер Бузаку, кој сака да стане идниот поглавар на ИВЗ. Дали Бузаку ќе обелодени нов скандал за рекет? Има ли политика во војната меѓу Реджепи и Бузаку? Па видите, тоа не беше никаква закана. Тоа беше еден период, значи да му се остави, да ја ослободи Исламска верска заедница, пошто ја држи под заложништво. Па се работи за финансиски средства, значи се работи за таков вид криминал. Така да мислам, после доставување во јавното обвинителство ќе бидат обеледени и пред медиумите. За ИВЗ, пак Скендер Бузаку е рекетар, а го споредие со првоосомничениот во рекет Боки 13, порачувајќи дека тој морал во текот на вчерашниот ден да биде приведен. Денеска не сакаат да зборуваат пред камерата на Алфа, а ни порачаат да се држиме до нивното писмено соопштение. Оваа афера за која што зборуваме е малку пософистицирана. Главен протагонист, како во случајот на Боки 13, е Скендер Бузаку, кој во присуство на медиумите излегува и му се заканува на Реисул Улема на ИВЗ, давајќи му ултиматум, ако не поднесе оставка, ќе му бидат објавени криминални материјали. Бузаку за Алфа вели дека со доказите кои тој ги имал, ќе се покажало кој рекетирал. Па ќе видиме кој ќе излегува Боки, кој рекетира. Во тие документи ќе ги видиме фактите, кој е тој што рекетира и кој е тој што се занимава со корупција. Според Бузаку, во оваа војна немало играчи од политичката сцена. Превирањата во ИВЗ траат од април, кога судска одлука беше разрешен Реджепи, а Бузаку се прогласи за нов поглавар. Сулеман Реджепи, начело на Исламската верска заедница, е од 2011 година.